Производителите на сливи денеска мируваат и ги чекаат откупувачите да излезат на терен. Но денеска од Штип министерот за земјоделство Љупчо Николовски им порача дека сегашниот проблем со откупот е резултат на криминалните и погрешни политики кои претходната власт ги водела изминатите 11 години. Без како што вели тој да се прави план за договорно производство и каде ќе биде пласирано. Производителите не треба да наседнуваат на никакви партиски и политички манипулации. Јас знам дека еден од организаторите кандидат за председател на општински комитет на ВМРО ДПМН и дека насоките на тие 10-15 луѓе кои што протестира во Радовиш се од таа страна. Но да повторам, целокупниот сет пакет на мерки кој што беше донесен од страна на владата. Минатата година донесовме одлука за 10% зголемување на субвенциите токму поради лошата година. И сите производители на сливи, над 2500 регистрирани, добија 10% зголемени субвенции по хектар. Тој забележува дека оваа година производителите на сливи кои имаат 1 до 5 хектари добиваат 20% зголемени субвенции, како и дополнителните 5 денари за сливарите и откупувачите. Николовски вели дека сливата во Делчевскиот регион се уште не е во состојба да се откупува од страна на откупувачите. И утро разговарав дека се бара 18 шеќерни единици, меѓутоа е договорено со сите, како што беше во Радовиш и во Струмица, тоа ќе продолжи и таму. Со владината мерка е договорено да ова производство биде откупено и воопшто нема никаков проблем во делот на самиот откуп. Производителите од Пијанец најавија дека доколку до утре не почне откупот на сливи во овој регион, повторно ќе излезат на протести и ќе ги радикализираат.